Здраво, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание. Јади бурек, жесва Жанко Жилковски, а вие шо сте, кои сте и така натаму и така натаму. Живи и здрави да сте. И шубо така, и шо правите? Океј. Денеска малце сме растеретени сите оние позитивни или негативни работи, бидејќи, знаеш како, кога ќе се случи трагедија, време е да влезеш во траорноста на мигот, да се исплачеш, но не да се препуштиш на плачот. Ке се случат убави работи, ке те фати еуфорија, убаво е, влези во радоста, изнарадувај се и излези од тоа. Секоја крајност и останување, или во депресија, или во, не знам, нон-стоп нешто, хај, весело, супер сме, е шизофренија, велат светогорците. Животот е радосна тага или таговна радост. Секоја крајност е шизофренија. Од било која страна да е. Така што, мислам дека единствен начин, знаете како, во години сте кога се сметате дека сте мудри. Зошто? Затоа што мислите дека имате стекнато искуство, со искуството имате мудрост и вам ви дава право да сакате, да мразите, да хейтате, да поддржувате, да не поддржувате, да солите памет. Знаете, ама некако гледам, не се среќни, не ви иде животот, не. Да ве прашам вака, како, не сум, не. И све е некој друг крив. Има една мудрост, со која се раѓаш, со која живееш барем првите 20 години. Ама како да ти кажем, као компјутер кој ќе го стартуваш и супер работи. На BIOS. Како го наместиле на BIOS и он супер работи. И ти почнеш сега нешто, чекај бе, хакер станувам, па твикуеш, па инсталираш, реинсталираш. Како е, па Еве, многу едноставна мудроста. И гледам дека луѓе се гушат и дават и дури и документарци, например, зошто луѓето како стариат се понесреќни и понесреќни. Го губат моментот. Вика, трите најголеми, знаеш како, нема да импровизирам, ќе отворам ја што све сум јадел бурек изминатиот период, па обично тие или мудрости или полумудрости знам и да ги закачам. Да, веќе стримаме, ќе погледнам секако и со огромно задоволство. Вие, ако евентуално дојдете таму, нешто искоментирате, не дека немате паметна или попаметна работа, како и да е, ќе видиме. Најверојатно првим ќе дојдеме до една песна за која јас се шокирав, ама која може да ме однесе токму до тие теми. Да, како што реков, пред да ја продолжам лайф коучот, да ви солам памет што треба, како треба. Мислам дека у живот све сум видел од она што сум требал да видам, што било, и дека све паметам. И одеднаш ми се појавува една песна, абер немам која е, абер немам од каде е. Песната е од 1970 година. И она што ме удира како боксе, ја појма немам дека ја знам, ни зошто ја знам. А песнава е едно... Не знам што да кажам. Режија, звук. Од живота на живи страни, пријатели разбацани. Иду дани. До поноќи мрак се раѓа, а по водито не лаѓа. Иду дани. Одемо да се мота, одемо да се
dani, Po kravama mlijeko peva, a naš porez zagoreva. idu dani, idu dani. Mačka plače za mačetom, majka plače za detetom. Idu dani, idu dani. Od života na svih strani, prijatelji razbacani. Idu dani, idu dani. Odemo to da se mota, ode o to da se ota. Idu dani, idu dani. Po kravama mlijeko peva, a naš porez zagoreva. Idu dani, idu dani, idu dani, idu dani, idu dani. Pojma nemam дека ја... Пази, има некои србите си вадат после понови верзии со понови... Јас зборам ова. Ова е 1970. Ова се некои чергари, роми, не смеам да го кажам зборот кој се употребува тогаш во тоа време, да не навредам некого, не сакам, туку не знам ни дали е серија, не знам ни што е. Каде го знам, ја у глава ми стои дека најпознато ми е иде ото да се ота, иде мото да се мота. Што имам ја у фајловиве, човече? Зашто нема delete на Google Cloud-от? Океј, има доста интересни работи. Еве ви еден life coach. Never be afraid to try something new. Remember, amateurs build the ark, professionals build the Titanic. Никогаш не се плашете да пробате нешто ново. Запомнете, аматери ја изградиле арката, а професионалци го изградиле Титаник. Па сеа. И ше викаше за еден мој другар за, знаеш, она, здравје. Знаеш, она, кој се честитаме, здравје да имаш. Абе, вика, доста со тоа здравје, среќа, бе, вика, малце. Ене ги на Титаник пукале од здравје, вика. Отров, црњајца. Добро. Имате нешто закачки против бумери? Знаете кои се бумери? Тоа е генерација што се родила од 60-та година па до 70-та таму. Значи, тоа е генерација која има сега измеѓу 60 и 69 години. Да. Сега биле стари, знае ли, не знае. Дечки, ало, копилјана една, кој ќе ве видам ваш, Ангус Јанг, 69 години, бујрум. Него вадам 80 годишниот Мик Джегер што прави на сцена. Му го гледав последниот концерт, најновиот последен кој го направи AC/DC. Не застана, бе, старово. Не застана. Јас се фатив у половината што го гледав. Има работи, значи човек е, како да ви кажем, треба да има мерка. Значи, не секогаш треба да се смееш и подсмеваш на се и се што. Јас знам дека ќе горам, прифаќам, ама се утепав од смеење, знам дека е некоректно. Признавам дека е некоректно се. Што да ви кажам? Признавам.
Абе, зафркнете тоа, какви кучиња, какви мачки. Вие треба чавки да чувате, ако сакате интелигентен створ да ви е забавно. Виделе гавраните дека една птица од нивното јато, која била повредена, луѓето ја ранеле. И гледај ги сега. Пуше се испотепаа меѓу себе. Абе, глумат дека се на умирање, зинати, паднати, за да им дадат јадење. Какви мега ѓубриња си ја ги обожаваме. А на страна што знаат да користат и алатки, интелигентни се, брзо капираат и така натаму. Еве ја мудроста, кога сум ја објавил на 5 февруари. Океј, значи ова е сериозно и стварно мислам дека она што го зборев на почеток, првите 20 години ние природно по дефолт живееме така. И затоа сме, нели, викаат, кога си млад си среќен. Зошто? Безгрижност, во она ваму таму. Не бе, истото го имаш до ден денеска, бе, до старост, додека го умреш, само не го прифаќаме више. Ние си се уфилмуваме, у паранои, си давам. Значи, 3 стапици на сатаната, кои крадат радост и мир. Бидејќи основа за да ти го сјебе животот, е прво да ти украде радоста и да ти го украде мирот. Што и да се страшно случува, човек со смирение само треба да го прифаќа. А еве кои се трите. Жалење за минатото, страв за иднината и неблагодарност за сегашноста. Спрема Свети Антони Велики. Треба да ги образложуваме едно по едно. Ако сте глупи, образложувајте, барајте објаснување. Ова е природен начин на кој живеат децата. Живеат веќе и постарите кои онака и се враќа back to the roots. Деки се раѓаме со овакво. Кој млад човек жали за минатото? Кој млад човек нешто се припотресува за иднината? Кој млад човек е неблагодарен за сегашноста? Дај му бомбонче, фала! Жива среќа! Ние некој да ни даде, а ти зашо ми даде? Те частам пиво. Катастрофа сме. И тоа мислиме дека сме паметни. Ја имам жена, ја имам деца, имам работа, имам роднини, ја знам, ја морам да се грижам, ја морам да пијам алкохол, да сакрием тугу, ја морам да ова е тешко, ово, на ваму, таму. Катастрофа сме. И после не сме среќен. Па нема да бидеш среќен, не може. Ти си одлучил да бидеш несреќен. Бидејќи среќа и несреќа е прашање на одлука. Крај на муавет. Ама парите ово не. И добро да немаш пари. И шо се? Ако нешто можеш да го смениш, немаш потреба да се грижиш. Ако можеш да го смениш, зошто па се грижиш? Нема оправдување за параноидни. Пази, јас зборам затоа што сум number one. Вие сте паничари, вие сте секирација, вие сте... нема врска. Еве само да им кажам, поздрав, бидејќи ја не се ни срамам, сум имал заради мојата сообраќајка во која изгубив слезината, после која имав доста физички последици, кои ми направија и ментални последици, страф од преоѓање улица и така натаму, се билдаше сето тоа, доведуваше до тахикардиите до паника. Но интересно е дека тоа ме натера малце да ги проучувам состојбите на човек. Дали знаете дека напад на паника во суштина е облик на депресија? Анксиозна депресија. Знаете ли дека тоа е стручен медицински термин со кој јас се соочив? Ја мислев дека сум нема врска.
На крај кога сватив дека ми од диафрагма од лоша исхрана, сменив у животот, малце се стабилизира, влегов во црква, она, почнав да барам, да се шалтам, да идам од жбуноите, да идам малце по автопат да возам, дојде мирот, но немам ја лайф коуч за вас. Туку најдов еден многу практичен, научна студија која вика физичката активност. Значи, испитувале луѓе кои биле физички активни, дали тоа било низ работа, дали било тоа тренирале теретана, рекреирале или било што. Процентот на депресивни или анксиозни луѓе кај нив е најмал. Скоро и да го нема. Затоа луѓе кои јадат, пијат, не е тоа само јадењето и пиењето, туку не движењето. Зошто движењето или не движењето? Еве и тие што се вежбаат, јадат, пијат, па не влагаат у депресија. Размената на материи, кога употребуваш мускули, доведува до лачење на една цела палета на хормони кои не дозволуваат да надвладеат состојбите на помисли, паранои и така натаму. И сега почнале да употребуваат, да ги принудуваат. Бидејќи депресивен човек не можеш да го натераш гзот да го дигне. Он е болен човек. Неговиот ум едноставно веќе реалноста ја преиначува и му се одразува на неговата физичка состојба. Тој е болен човек, не можете да ги осудувате. Но на оние депресивни што успеале да ги натераат силно интензивно, колку поинтензивно успеале да ги натераат физички да се занимаваат, ако не можеле заради рекреација, бидејќи пазете, ја разбирам. Ја бев талент за пливач, Дики Бојаджи ми беше тренер у пливачкиот клуб Вардар и ми вика: зошто се откажуваш? Зошто не ќеш да пливаш? Добар си, те бива. Тренирав на Кале. И стварно ме бива. Ја да ме видиш па како гњурам, кицум. Кицум. Досадно ми е. Значи, ја не можам да исклучам мисла. Кај мене дијала, и пливам. И мене рекреацијата ми се врати кој излезе Walkman. Слушам музиче, знаеш, онака, да не ги слушам муабетите, бучавата, не можам да го стишам мојот диалог, но музиката, например, или репетитивната Исусова, Господи Исусе Христе, помилуј ме, мене грешниот, или ја имам како од воемовиот браќата монаси кои го пеат со еден убав тон. И ја мислам дека имам ставено Исусова молитва на Еве, пушти го. Кои немаат молитва, тешко им иде молитвата, значи као ја. И кои не сакаат да се молат или не веруваат. Ова е добро да го имаш, да заспиеш со ова. Јас сум заспивал со ова. Зошто ми помага? Ми помага да ми го потисне внатрешниот диалог, бидејќи обично кога ќе легнеш и кога ќе почне тоа да се врзма, тоа не е твое. Тоа е еден отворен простор кај што оној со таквото влегое и те мава. Ти го пика кај ќе стигне и ти секираци имам у животот. Рушкиот тупа не имаш. Леко те ичпари, ама ичпари. Не дека е лесно и дека можеш сам. Затоа е потребно духовник. Кој можеби не е можеби најпродуховен, ама самиот диалог кој ќе го почнеш, бидејќи тоа ти е како, знаеш како, за љубов се потребни тројца, не двајца.
Како ви кажат, ама јас и он да, ама и тој горе. Тоа е исто као двајца кои ќе седнат. Фали третото. Што? Кафе бе, брат. Кафе. Без кафе. Шо си седнал? Господ е нашето кафе. Он те расположува, он те дига, он те разбиструва и така натаму. Така што има доста тие лекови и мислам дека најмногу депресии имаме во зима, затоа што најмалку се движиме, иако па денеска статичен велосипед, лента за одење, гледаш 2 сати еден филм, за 2 сати ти можеш да испешачиш 8 километра. Пешачење, не трчање, пешачење. Или 20 километра за 2 часа може 16 до 20 километра да вртиш онака. Мрзливо да извртиш на статичен велосипед. Ем ќе согориш калориите, ем ќе го согориш вишокот од гликоза во крвта, која знае и да те расони. И после, не можам да спијам. Па не можеш да спиеш. Ти не си тепан. Ти текнуе која не сакавме да спиеме како деца. Не ќе да спијам. Мајка ја боли поише од тебе ова што ќе ти го направам. Ау! Не плачи! Мене поише ме боли! Спи! 12 сати. Препороден. Не дека треба така. Не знае ли за поинако. Инаку да ви кажам дека последното што го гледав, се откриваат тајните на телото, инаку најдолговечните, а најздрави луѓе кои ги проучувале, проучувале структура на скелетот, на телото. Најразвиени им биле бутните мускули. Човек колку има поразвиени бутни мускули, поискористени бутни мускули, толку е подолговечен. И трета работа, колку побавно се движиш, толку си поблиску до смртта. Затоа прс у дупче за струја, у твоето, монофазно, AC, не DC, и забрзај го чекорот. Ја разбирам, загадено е надвор и така натаму, ама има начин. Еве, например, постарите луѓе, оче немаат што да прават и да заштедат. Во Скопје имаме 3 огромни трговски центри. Па и ГТЦ, еве да речеме 4. Што е убавината таму? ГТЦ и сите овие трговски центри, само да ги пропешачиш, излозите, да препешачиш. Ја го користам овој трик, срам ми е да кажам. Ама го правам. Прво, внатре кога си затворен, воздухот е почист, има грејење. Не си изложен на оние чадови, на бучави, малце е нормална ситуација. Уште ако си ставиш слушалките во ушиња, па си пуштиш нешто Исусова или си пуштиш некоја амбиентална музика, онака да ти искулира, да не мораш лудаци да слушаш, или па ако те интересира слушај и така натаму. Значи, еве, јас сум у строг центар, ќе влезам у Diamond, ќе ги поминам 3 спрата, да погледнам уште еднаш, им ги пребројувам колку затворени дуќани имаат. Мислам дека скоро 50% од Diamond Mall се затворени. Каде? Нема, неколку се. Не бе, катастрофа. А ти знаеш ли колку затворија од нив меѓу време? Нема врска. Тој им е само затоа што не го направија киното. Кино влече народ. Бидејќи они мислат дека народов живее у центар. У центар умреа сите. У центар немаш ти популација која секој ден ти искача. Не е битно. Значи, ќе отидам низ Diamond Mall, 3 спрата ќе ги прошетам, а потоа ќе преминам и во Рамстор и ќе ги прошетам. И сега некој ќе рече, па нема тука многу километража. Влези у маркетите. И сега пази, кога ќе влезам у маркети, што правам? Сега знам, ми треба
лепи кисело млеко. Толку минимум купувам. Или уопште. Но кога ќе ги прошеташ сите гондоли и излезеш, па после отидеш у H&M, па отидеш у Waikiki, нема што да купиш, преполни сме со обле. Оба чисто разгледуваш. И тие се среќни. Што продаваат се несреќни, бидејќи слаб е прометот. Народов е голта. Ама од друга страна среќни се па некој да влезе, знаеш, што никој. И ќе прошеташ, па ќе пробаш нешто, па ово. Дома кога ќе се вратам, имам околу 10.000 чекори или, бидејќи су мало човече со ситни чекорчиња, околу 8 километри. 6 до 8 километри знам да поминам низ ово. Сити Мол, Истгейт и така натаму. Значи, трикчиња постојат. Иако, најздраво за шетање, да ви кажам, низ Скопје, а скоро сите градови низ Македонија, колку и да е лошо времето, они се помалку загадени, воздухот им е поквалитетен, бидејќи нема толкав капацитет на сообраќајчат. Шетањето покрај река, особено, или покрај езеро, покрај река, Вардар колку и да е загаден, но кога шетате покрај Кеот, например, да отидете од населба аеродром до Карпош или вис верса, самата вода испушта негативни иони. Негативните, прво, водата ги лепи частичките за загадување. Луѓе мои, ја како паталец све ова сум проучил. Не измислувам, ова не е мое. Ова сериозно сум ги научил, сум ги проучувал како студии, па сега преджвакано да ви го кажам. Да не ви пуштам студија по студија, па така 2 недели. Значи, а што се тие негативни иони? Многумина од нас, дури да речам побогатите, што можат да си дозволат, веќе имаат и така наречени клими со филтри, прочистувачи. И јонска плазма. Што е тоа јонска плазма? Скоро секој прочистувач, за да го подобри квалитетот на воздухот дома, не само што го филтрира низ HEPA филтер и низ јаглен, тој е онај активен јаглен, тој е добра работа, за да ги уништува бактериите и вирусите, или ги задржува, seедно, но испуштањето на негативни иони. Значи, во воздухот, кога шеташ низ шума и кога ќе го шубаво мириса, не е тоа само миризбата и чистотата. Тоа е во шума, покрај река, покрај езеро, на чисто, во природа, се негативните иони. Ние во градовите, во домовите, немаме толку многу зеленило и нешто што ни продуцира. Па вештачки продуцираме негативни иони. И тие она што, знаеш, ќе отидеш кај некого кој има добар прочистувач на воздух со силен ионизатор, ни он сам не знае. Ама, штубава атмосфера. Дури не си ни свесен. И подобрува спиење, подобрува здравје, може носот да престане да ти шмрка. И ова се некој лайфхак кој, да се го подобриме животот, бидејќи градов нема да стане подобар. Се додека народ се тепа за 3000 евра квадрат и нема слободно место, нема слободен стан, градов ќе биде се позагаден и позагаден. Љубљана си го реши тоа што уште 1970 и некоја година рече 500.000 жители Љубљана ќе биде, 400.000. Иди, нека некој од Марибор или од Ново место или од Копер или од ваму или од таму да се пресели у Љубљана и да добие лична карта дека од Љубљана. Овде џукела да најдеш на улица, за уши донесија, коза донесија, одма лична карта македонска, виде демократија е тоа. Тоа е тоа. Мислам дека, ама тоа е пропуштена шанса, драги мои, ништо не можеме да направиме за тоа и така натаму. Она што мало загревање ова беше, ај да речам да се изнатреса малку глупости, колку нешто од мене да ај пушти джингл.
Океј, можеме да продолжиме. Ја би продолжил со вашите јавувања, не дека очекувам дека нешто суштествен може да биде муабетот, напротив, но ете, ќе го направам тоа. Да ви честитам за бојкотот на маркетите, иако многу економисти, поздрав Мајо, ти ја читав колумната, апсолутно е издржана дека апсурден е бојкотот на маркети. А што очекуваш ние стока, што не можеме, што е ги исплаќа ми ратите за керка ми кај тебе на факултет, како да реагираме? Што да правиме? Не, економистите, супер сте си. Ова е порака од нас. Проста маса, значи јас доаѓам на тезга и гледам скапо ми е. Не ти купувам. Fuck you. Ама не си управо. Океј? Не сум управо. Ама џабе ќе го уништиш него. Океј? Еве, реши го. Ако си алтруиста, ако си наука, не ти, зборам уопште, решете го проблемот. Сите имате решение. Требало ова, требало она, требале банки, требале манки, шманки. Знаете што? Народот си кажа, скапо ми е. Ке бојкотирам. Ако можам, ке бојкотирам. И искрено да ви кажам, не само што бојкотира, него туку и се создаде една навика, не морам да ми е на рака која ќе звони, како ќе го уклучам? Епа микрофонот треба да е под телефонот. Кај да го ставам? У ходник. Знам дека е близко, што да правам? Те разбирам ја дека се фаќа таа двојност на ехо, ама ако евентуално се јави. Ама да се надеваме дека никој нема да се јави, но ако се јави, добре дојдене. Бојкотот е крик на очеј на сиромашен народ, кој буквално сите пари ги дава во маркет за да преживе. Дали сте свесни дека минималната кошничка изнесува 1000 евра? 1000 евра! Значи, ако кошничката е 1000 евра, минималната плата треба да е толку. Знаете ли колку е минимална плата во Луксембург? Имате представа? Не, знам дека немате. Ај ќе ви го прочитам прво ова хумористично еден ex-ju наш човек кој, нели, со почит кон Македонија и вика: минималната плата во Луксембург е 1000 евра, 2637 евра, а во Македонија е 360 евра. Ама затоа Луксембург нема ајвар, кој ги врти? Дечки, јас знаеш што ме нема. Менјам ајвар плюс бурек. Никогаш да не видам у живот, да не пробам за оваква минимална плата. Значи, не што ќе имам пари да си купам и најскап ајвар или што ти ја знам. Да не пробам, еве да потпишам дека никад више нема ракија, ајвар и бурек у живот. Нека си живеат македонците. Дај ми ти мене 2637 евра. Да можам да си купам и лекови, да си платам сметки, да си отидам на одмор, да си платам рата за една саглам кола, не да возам Citroen џубре од 2001, кој цел живот го возам како расипано. Ме извозе, фала му и за толку, ама ова е страшно. Денес да го продадам, 1000 евра не можам да извадам од него. Дали и толку? Не се. Знам, македонците одма ќе речат: виде, ама они тамо отуѓени, ние овдека, барем бурече, ово, она, ваму, тамо. Знаеш што? Да, он отуѓен ке земе, тешка судбина, ајде бифтечево, ајде кавијарчево, ај овој стеков, ова, ај ке идеме у италијански ресторан. Еве ти е запад метро, јувки и сирење, она,
пазарско сирење со палмина масло, онака мрсно и со оцет, малце закиселено, млеко, знаеш она кесана со млеко и вака му ја покажувате, има млеко, како нема млеко, го маславме млекото, како чај у топла вода. Инаку, еден на Твитер го објави ова, а јас имам истата ситуација кај мене пред зграда. Ај ке чекаме. Да видиш како е кога се доцни. Ја доцнам. Ова е во Дебар Мало, од Твитер го преземав, да живееш на Партизанска, во најскапото мало во центар и да дозволиш со картон, вако светлечки, да ти блокира пола тераса, светло и цел прозор мал од спална. Бидејќи ако загледате, добро, ти треба или да си банкрот, или да те надгласал 51% од куќен совет, кој што е банкрот, или па да те уцениле од најмилото со нешто. Јас за ова наградување на една од поубавите стари згради во Скопје, друго објаснување немам. Ја имам, брат. Ја имам. Скопјанец ти е шконтар по дефолт. И ја можам само да предпоставам дека за ова он им плаќа некоја одредена кирија, казиното, со која они не плаќаат више одржување на хигиена во влезот, струја за осветлување и одржување на лифтовите. Предпоставам дека е тоа. И тоа е негдека колку? 200-300 денари месечно по стан. Така што, дечки, никого да не жалите. Скопјанец ти е диагноза. А Скопјанец ти е пола Македонија. И поише. Викаш, поише Македонија сега у Скопје, него Скопје у Македонија. Инаку, најголемата радост, не смеам да кажам радост, бидејќи ако ликувам, обично бед карма иде. Морам да кажам дека револуцијата што се случува, а за тоа на крај едно пола саат мое паламудење ќе ви пуштам на Слушај Ваму, мојот подкаст, она што Елон Маск го прави со USAID, со американската држава и администрација. Успеа за неколку дена на американците, на американскиот народ, да им заштеди огромни пари. Прво го укина и го забрани USAID. Нема да се укине, ќе преживее тој нешто, ама нема веќе да идат пари за трансджендери, за паради, за медиуми кои до вчера джигерот ви го вадеа. Така што возбудливо време, се надевам дека ќе му успее, не дека нема да има контра, а еве го Њујоршкиот суд веќе му забрани пристап до трезорот, затоа што се плашат ако влезе таму дека ќе види каде се фрлаат парите. А целата идеја на ДОГЕ или Department of Government Efficiency, привремена агенција која не ја води само Елон Маск, која водат и луѓе назначени од Доналд Трамп, и он е назначен од Доналд Трамп, да престане тоа безпредметно финансирање на Америка, која најмногу финансирала радикална левица, ИСИС, ЛГБТ и сите оние контрареволуции, се што е спротивно на западната цивилизација и она, зошто ја сакавме Америка? Зошто ја као купи, ја не сум бил млад и глуп, јас сум знал зошто го сакам Запад, зошто ја сакам Америка, заради тоа, заради Изи Рајдер, заради Харли Девисон, заради джип, заради слобода, заради да можеш да си го оствариш сонот, да направиш нешто, не држава да те контролира, како што ние сакавме у времето на Тито. Ќути, добро е, како ќе каже партијата, така е. Арно, ама не издржува. Тоа е добро, кратко и за некој, но економски неиздржливо. Милтон Фридман, треба да го прочитате. Олко е. Кинезите го послушаа Милтон Фридман. Инаку Милтон Фридман е либертаријанец. Треба да правите либерален
и либертаријанец. Либертаријанец е убедување за економски развој на една држава, дека пазарот треба сам да се регулира, а не да го регулира друг. А го регулира друг, тешко нас. Океј, режи, имаме гледач на линија, значи можеш да го уклучиш мојот телефон. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Аха, добро. Океј. Вака, телефонот ви е јавно достапен, звониш и, нели, или на Вибер и така натаму, на овој 071-244-288. Уклучи и исклучи. Ворете, некој не чул, некој ова. Ама, само да ви кажам, толеранцијата ми е нула. Еднаш, два пати, може и јас ќе пробам да ви се јавам, но ако мислиш да ме бушиш или нешто ќе ме минираш, блок ставам на бројот и никогаш више нема да го ова. Така што, знаеш како, нити ја ви требам вам, нити вие ми требате мене. Ја не билдам рейтинг, ја немам спонзори. Ја ова си го правам од чист кеф. Очо сакам, ете, да слушам некого, да си направам муавет, чат, пат и така натаму. Океј. Александар Рапо Алексовски, поздрав од Кливленд. Што правите бе у Кливленд? Како е таму ситуацијата? Трамп уште ли е популарен или ќе го менјате? Контрареволуција ќе му правите? Ви ги скина парите. Администрација пола ја фрли на улица. Доше не ја фрли на улица, туку им даде отпремнина. И тоа, да речеме, им даде, многу честно им рече, сега ако дадете отказ, ќе ви дадам плата до септември. Ако во септември дадете отказ, значи ако име $2000, $3000 плата, да речеме, до септември, 9 месеци, 9 по 3, до $30,000. Машалла, добра пара и за таму. Ама у септември одлучите да си отидете или ве отпуштам ја, ручкиот тупани ќе добиете. Така што бирајте. Па, добро, и тоа поштено, може би еден ден ќе биде кај нас. Само кај нас нема да се отпушти администрација. Мислам дека кај нас најдобро е да нема нови вработувања, поточно. Нели она природниот циклус на идење у пензија, нам и онака ни е администрацијата доста остарена, иако сега се партиски вработување. Но ако барем партиски вработувате, вработувајте луѓе кои се од IT сектор, заради дигитализација. Бидејќи, со дигитализација, наместо еден шалтер, наместо 10 работници на 10 шалтери, еден IT административец може да ја заврши работата. Еве сега за патување во странство потребно е, нели, за виза да поднесеш документ дека не си осудуван. Знаете порано како беше? Идеш таму, па поднесеш суд, па не знам МВР, па ова, па она. Сега, дури кај нас, можеш онлайн тоа да го направиш. Како и за многу работи, се помалку шалтер административци и помалку работници. За жал, тоа е, како да ви кажам, на партиите им одговара да вработуваат во држава и да ги остават клати врата, земај плата, затоа што утре ќе гласа за него. Но на подолг рок ќе се изгуби државата. Ќе владае 4 до 8 години, што понатам. Но ова што се прави во Америка може да биде многу добар и позитивен пример, тоа да се примени во остатокот во светот, бидејќи таква администрација, како што некогаш имаше во Југославија, каква што е денеска во Македонија, е типичен комуњарско-левичарски пристап за да се контролира. Да не почнеш сам бизнес, бидејќи човек ако почне сам бизнес, а не го рекетираш, го оставиш да работи, му дадеш рамен данок. У Америка данокот е 40%. Идејата на Доналд Трамп, Елон Маск и целата негова е да го спуштат на 10. Знаете каде е 10%? Во Кина. А од каде на Кина им текна рамен данок? Од каде на Кина им текна пазарно опсад? Милтон Фридман. Милтон Фридман. Запомнете го ова име. Ова е најголемиот гениалец, најголемиот, многу едноставен човек. Кој кога дојде у Кина 70-та година, кога разговараше со Мао и му кажа што треба да направи, овој се вџаши. Ама какви да беа, они имаа барем визија дека што ги чека комунизмот.
и се променија на подобро. Добро вечер. Ало, Добро вечер, повелете во програма сте. Да, ве слушам, повелете, говорете. со кого зборам? Со кого сакате да зборите? Со господин Јанко. Да, во програма сте, со него зборите, повелете, ве слушам. Ќе ве молам, ако може да пуштите од Илој видеото Point from No Return, да ја видите земјината топка на што ќе личи. Шокирам. Ја со задоволство би го пуштил тоа која би ми пратиле линк. Значи, замолете некој таму од помладите, ако сте постари, не сте вешти, нека ми испрати на Месенџер или на Вибер. Немам време сега да пребарувам, бидејќи ќе ми се појават 10 видеа и не знам кое видео ќе биде точно. Океј, дали имате нешто да додадете вие, да кажете плюс? Исто така, во рамки на моабетот ќе ве замолам, зборуваме за Америка. За Америка, ако може, исто така, јас сум музичар и како и вие. Јас би сакал од Степелов и Јупитер Чајлд да го пуштите видеото. Па сега, за у кафана пуштање треба да ставиш нешто од джепче. Не кафана, ве пратам уште од Ќумбето, сега од Ќумбе. 103, ве памтам. Тогаш имав спонзори. Фала ти многу, ќе се обидам, не можам да ти ветам. Поздрав, многу здравје, чувајте се, држете се. Не сум сигурен дали ќе можам да ви го остварам, но знаеш како, прати ми линк на овој број на Вибер. Овие две желби одавна сакам да ви ги пратам, да ги види народот овие убави работи. Океј, не можам да ветам, да, благодарам, или вие или некој, ова е број кој ми е на Вибер. Еве го, Вајберот. Вибер или Вајбер, како е точно? Вибер или Вајбер? Еве го. Пратете тука линкче, минкче, чисто да не скитам многу. Океј, еве благо е се, ристе се, еве миле, би, баже 103, види, баже уште, баже од времето. Па Пеце, па Виктор, па Филип, па Славе, па Биби, па Горан, па Миле, па Пеце, па Теодора, Славче. Ова не ги знам, али ова се гледачи кои... Ајде, апдейт да направиме. Добро, благодарам. Океј, поздрав од Кливленд. Ало бе, да те барам или ќе се јавиш? Не, фала ти многу, уживај. Се е во ред, се е во ред. Не сум ја као вие што... Трајче, немој на мајче, моето голем поздрав до тебе, Јанко. Земјаци сме и јас потекнувам од село Битуше. Другар, да ти се изнасмеам у фаца. Ја нит сум бил у живот со Битуше. Земјаци сме дека сме македонци. Ја знам за Струмица, знам за Маџар Мало, знам дека некој прадедо сум имал таму Битуше. Ја ништо немам у Битуше, ни роднини, ни куќа, ни имот. Ама немам против, ете, не знам, излегло тоа негдека некој, ово, она. Се Илковци има поише и така натаму. Но стварно, не сум бил во Битуше никогаш у живот. Немам ни куќа, немам имот, немам роднини, немам кај кој да одам и така натаму. Така да, сори. Ајде, аба не е кефот ми го спремил, слушај, вамо од кај тебе. Веде од тука да го пуштам да те дака напнато да не се појави некоја нотификација. Добро, ајде, од кај тебе ќе биде. Добро, поздрав од Кливленд. Кај е тоа Кливленд, бе? Што село е, бе, тоа? Ајде, бе, Кливленд, чекај, бе, ќе видам што е тоа Кливленд. Кливленд е вика град во Соединетите држави во Охајо. Охајо, бре. Знаеш што е тоа Охајо? По Пелагонија, Селендра тамо. Направиле 3-4 згради. Гле. Ајде, ти знаеш ли што е ова, бе? Да ти покажем Скопје аеродром Џевајер да видиш, па Диамонд Мол, бе. И колку е квадрат ова згради бе овдека? $1,500, $1,000, така? Кај нас, бре, $3,000 и нема да купиш, бре. Колку жители има Кливленд?
362.656. Alo be, tretina od Skopje ste be. Što je u vas be? Da, ona, vamo i tamo. Ali zato da vidime koliko ima GDP-to. 139.935 milijardi. Колку 78 Македонии. Кливленд. Кливленд тука. Нешто ова као Охрид, Охрид, Едзеро, но ај на карта да го видиме. Охаја, што е тоа Охаја? Еве го види. Охрид е поголем без што да ти кажа. Охаја. Оајо. Имате ли бурек? Немате бурек. Немате бурек? Имате ли рак? Немате ракија. Немате. Кебаб имате? Немате кебаб. Па не, болji сме од вас, бе. Леле, брат, земи ме таму, жити се, чистач да бидам. Глеј сега на некоја улица, чекај да се пуштиме, да видиме. Не, бе, таа Америка трула, бе, ништо нече. Бе, градат и они, све тука, нешто. На што личи? Види, колка и уличишта, бетон, бе, зградишта. Што е ова, бе, немаш живот. Кај е зеленилото, бе, Добро, еве, има по некој зеленило. Црвени семафори. На што личи ова? Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Телефонот е уклучен. Ве молам, за која тема се работи? Не знам. За оно што гледавте до сега, за тоа. За која сакате вие да зборите? Не, ама знаеш што? Не сум безобразен. Колку теми опфатив у последниве саат време? 14 до 15 теми, така? И сега ја треба сето тоа, чекај малце да се присетам што е. Ако си се јавил, збори. Еве. Ако имаше тема, ќе ја пишуваше тука, на Кајро. Овде ќе ја пишуваше темата. Тема. Темата е тему. Ја знаете тему? Значи, ако се јавувате, зборите слободно. Ако немам тема, имам отворени телефони. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вака. Значи, протести во... Ало, се слушаме? Да, ве слушам, Да, цел да. свет. Значи, протести во овие 35 години има досега за све. Само за здравството нема никакви протести, што веќе ние на колапс и што кога ќе појдеме во здравствена установа за тоа што ние го плаќаме на државата, немаме никакви услуги. И тие работи никој не може да ги поттекни да народот го собери на протест за здравството да ни се подобри. Ја ве разбирам. Иако протести има, ја живеам овде во близина и многу пати и јас сум бил на овие протести. Значи не се на площад, туку се пред Министерство за здравство, а здравството е не пред колапс. Здравството е колабирано. Да, Значи катастрофа. да. Она што ние го плаќаме за здравството, искрено ќе ви кажем, као сиромашни луѓе за нас е многу, ама за здравство е мизерија. Втора работа, немаме избор, така е. Што може да се направи? Значи, прво е храбри луѓе како тебе гласно да зборат и како овие луѓе што ги биде на сликава да излезат.
Знаеш кој излегува први на протести за здравство? Режија. Смени ми када. Држи го када. Значи, прво лекарите искачаат, медицински сестри, затоа што они работат и знаат Точно. каква е ситуација. Катастрофа е. Точно. Луѓе, тресете се да останете здрави. Не дај Боже да мора да идеш. И после викаш нема лек. Нема лек, ба брат. Лек има само за богатите што можат у приватни клиники многу пари да потрошат. Ете тоа е. Ама ни тоа не е како што треба. И таму не е како што треба. Таму само ќе ти земат парите, а дали ќе ја добиеш таа услуга што ја бараш они, не е како сјајно. Што предлагаш? Што предлагам, значи секоја власт, било која во овие 35 години што е, да си работат на здравството на македонскиот народ, да биде за тоа што го плаќа и ако треба нека се приплаќа уште повеќе, ама да го добие тоа што треба. Значи секој лекар да си добива плата како што е потребно, а не да бара мито и други работи поради што платата не му е доволна. Значи работата е доста сериозна во здравството и повеќе од тоа, затоа што кога и да појдит, еве се слуша секогаш на телевизија, починало бебе, починало дете, починал човек, а то многу само за деца кажуват, а инаку за други не кажуват од што починале. Јас знам и од татко ми што почина и други и сите што кажуваат од што починале. Само манипулираат, починало тоа, оди ти испитвај дали починале од тоа или не е починал. Значи здравството ни е катастрофа и веќе од кога требаше да се превземи мерка за ова работа. И никој не го превзема тоа. И кај е народот? Мислам, народот не може тој сам да се собери. Мора некој да ги поттикнува. Не знам. Значи, Кажете ми по вас, катастрофа... дали е проблемот највише во во корупцијата, бидејќи два пати спомнате во вашиот Не е во корупцијата толку проблемо, колку што власта, значи кој е да било власт, значи зборам во овие 35 години, не се доволно платени докторите за да можат да останат во државата, а не да бегат од државата, да си барат услови за подобра плата и подобар живот. Значи имаме ние квалитетни доктори со висока школа што е, има и технологија што е и речи го, значи апарати, али нема кој да ги употребува тие апарати. Нема кој да работи на тие апарати. И што правиме сега тука ние? Појди на лекар, ќе ти препиши себе што било таму, по неколку јави се на контрола, од другиот ден починал човек. Ајде. Ќе појди што се вика поздрав, ќе ти се јава, тај го толку било. Ние дадовме се од себе што требаше, ама тоа е. Значи ова во Германија го нема. Ова во Франција го нема. И да не спомнувам други држави. Ова само кај нас го има. И во некои сиромашни држави, корумпирани држави. Значи корумпирани држави. Нема поголема мака кога болен човек се бориш за негово здравје и негов живот и очекуваш малце емпатија, малку помош, барем, нели, по дефолт ти гледаш дека нити ја има, нити ќе ја добиеш, нити можеш да ја добиеш. Тогаш човек само треба да се премисли што му останува. Ти благодарам многу, сочувствувам како и сите кои те следеа и те слушаа со твоите маки, сите знаеме затоа што сме го поминале. Нема човек кој не го почувствувал и видел она кое вие го говорите.
Лека ноќ и Благодарам, пријатно. Океј. За минимална плата во Луксембург од износ од 2637 денари, а во Македонија е 360 евра, Драган Спасовски ја напишав, нели, века, би менувал и ајвар и бурек за оваа плата. Никогаш да не пробам у живот. А Драган Спасовски вика, и сармата би ја менјал. Драган, и ја би ја менјал, да ти кажам. Цената на живот во Луксембург во 2025 година. Цената на живење изнесува 5000 евра месечно во Луксембург. Апсолутно. Океј. Сочувствувам со нашите кои живеат во Луксембург и со нивната мака и страдање. Колку е цената на живење во Македонија? Колку плаќате струја, парно, гориво и колку плаќате за храна? Колку плаќате за сметки? И кога ќе соберете се, единствено што не плаќате кирија. Така? Зошто? Затоа што у една куќа македонецот живее со прабабата, бабата и дедото, со мајка му и татко му, он со жена му, со децата, кучињата, мачињата и така натаму и така натаму. И тоа не е живот. Ако сте сложни, супер е животот. Ако се сакате, супер. Ја не знам кој е среќен. А македонец живее и сака да живее во стан. Во стан поише од 1 до 2 деца нема, а камоли баба и дедо да чуваш со тебе. А у стан колку е? Дечки, не е така, не, кај нас е поевтина живеачката, за која апсолутно ништо не добиваш. Скапе животот во Луксембург, се слагам, но за тие пари добиваш све. И безбедност, и хигиена, и чист воздух, и стабилно грејење, и грејење цела ноќ. Нема таму исклучување парно у 10 сата. Ефтино било парното кај нас, а? После 10. Супер. 2003 година, пазарен ден во Кичево. Видео како било у Кичево 2003 година. А демек сега шо е? Имате Кичево мол. Не, стварно ве прашувам. Не знам, ама дали е нешто подобро сега? Подобро е, а? Онлайн, види колку пиперки има, бе, брат. Види, дали ги види пиперките овие? Гледај, ама тогаш немаше ајвар по тезги. Мора дома, кој ќе го направи, тоа е. И кога ќе купиш, кога ќе нарачаш од комшиката да ти направи ајвар, тегла не беше поскапа од, да речам, 150 денари, уште викаме, скупо. Сега, колку е тегла ајвар најобичен на рафт? 15 евра. Брат, за кило, да. Добро. Чекај да видам на тему да не има... Ствари, ајде, нека изврти видео малце. Нели, носталгија. Поздрав до Кичево. Тиви учкана, дървите, трегове, дјеблер, керчове, вити. Има звук? Нема. Нет. Машалла. Чекай да го стишам од кај мене. Добро, знам. Ајде, не паничи, молим те. Don't panic. Ај сега пушти звук. Охо, банани. Види како родило банани у Кичево,
Компир, видиш убав компир. Па, машно е. Што се ова коштани? 70 денари, не бе, 20 денари. Колку беше? Чекај бе. Доматот колку е? 20 денари. Не е 70, ова е 20, друже. Неписмен. Све одма ти се гледа, бе, алачвери. Не бе, види го трговец, бе, бе, тезгар, бе, одма му се гледа 70 да наплати. 20 денари е ова. Види колку банани родило, оранжериите кичевски како раѓале банани. Види ги корнишониве доле. Оф. Колку ми се јајцата? Зависи кој. Ако се тие од Дубаите јајца, сакаш мои. Големите? А само такви имам. Ај сега ќе ги видиш. Какви 5 денари, бе? 150 денари. За гајба, бе! О, толку. Не може low resolution. Гледаш 150, 160. А да што ти реков, по мене зајде на камера. 40 денари. 20 денари, бе, дома, бе. Оп. Чекај, што е ова се? Ова се фстаци. Кикирик. Не. Полека малце. Ова е црвен пипер некој. Океј. Ова овдека се кикирики, ако не се лажам. $70 денари, ова што е бело? Бело, бе! Гледај белото колку било ефтино, Овде се кикирики, ова се... Што е ова, жити се? Абе, Макдоналдс сигурно не е. Сигурно не е. О, карфиолче! Ле. Татко ми кој ќе го исчистеше, ќе стави сол и ќе стави аксенција. Она концентрирана оцетна киселина. И ќе набуташе корнишони, морковче. Леле, брат, не се дојадува колку е убаво. А не ја сакам, ние македонците, не знам, повеќето прават пресол. Она блютнаво и солено. Не. Ја сакам кисела туршија, брат. И карфиол е нешто ново. Што е ова се? Пиперот? Да, пиперот. На вреќа. Есна ти луѓе, да, виде. И правилно да једе. Виде. Еве го Марко у млаđi дани. И марула има. Све има. Све е ова пред НАТО. После НАТО ништо нема, брат. Толку да знае. А не знам што значи ова што пише. Океј. Фала многу, режија, благодарам, доволно видовме. А, викаш да завршиме тука, сослушај вам. Океј, мојот монолог околу тоа зошто мислам дека оваа власт што е сега ќе трае уште многу долго. Дали е добра или не е добра е ваша перцепција и во тоа не се мешам. Но зошто ќе трае е моја перцепција затоа што работите кога се менуваат, кога почнува револуција, го зафаќа цел свет. Кога започна Октомвриската револуција, таа се прошири ни стотици земји ни светот. Сега имаме револуција,
koja се случува во Америка. А тоа е државата да прекине да ги тормози и да ги цеди сопствените граѓани. Парите кои ги краде државата, буквално ги краде и ги дава за ојлевци и дојлевци, да се вратат назад во народот. 10% данок за се. Да видиш после и струја, и храна, и се ќе биде поевтино. Како што и во Кина, ама така ќе биде и во Америка. Сега има 40. Нема земја кај што добро се живее да е 45%. Да, може би нордиските земји, но огромни пари од своите профити ги даваат токму за тоа да го тормозат сопствениот народ. И тие би биле далеку подобри земји и понапредни и покрај тоа што се, да не име толкав данокот. На долг рок и они ќе имаат големи проблеми. Па ќе лете и Гренланд. Лета Гренланд. Лека ноќ и пријатно. Фала што бевте со нас. Слушај вам. Генерално инструкциите како да го правам овој подкаст ми се да биде бомбастичен, да биде кратко, јасно, во неколку минути. Не можам. Не можам, не знам. Сум одбил многу интервјуа само затоа што, или изјави за било каде која ми барат, викам, јас се извинувам. Вие стварно ќе имате проблем со мене. Ја не знам да се изразам во неколку минути. Ама затоа, ако ви треба монолог, ако ви треба широки објаснувања, поетики, со плачење, со смеење, тука сум. Ја не знам, поинаку тоа е мојата логореја, тоа е мојата болест, тоа е мојот карактер. Можам да се трудам, ми е многу напнато и многу неприродно ќе биде. Може би ќе бидам поуспешен, но знаеш како, пред 30 години може би ќе се тренирав за такво нешто, не и денес. Ви благодарам за поддршката и големата гледаност, со оглед на тоа каде сум, колку и така натаму. Ја сум искрено благодарен. Немам ја некаков императив. Да, сите ние, нашето его би било пресречно, а особено само од еден аспект што, например, би им помогнал на моите колеги кои вредно работат, кои стварно се борат под ова тесно небо. Зборам за новинарите, моите колеги од Република, кои се борат под ова тесно небо да го заработат лебот, каде што стварно да го кажам тој израз кој е толку офуцан, значи стварно немам литературен збор, ниту чувствувам потреба коректно да се изразам за тоа, туку со некаков си скопски расипан, покварен, подмолен сленг да го опишам. Значи, не е тоа нелојална конкуренција, тоа е збирштина. Не ќам ни сатанска да употребам затоа што е зло кое е произлезено од суета на луѓе, не е произлезено од мрачните длабочини, а може би па таа суета е ранета, но никој не знае и никој не може да процени што е сатанизам. Постојат само неколку правила може би во црквата, но бидете убедени дека вие и јас не ги знаеме. Можеме само да предпоставиме и на таков начин да изразиме дека е нешто многу подмолно, нешто многу расипано, нешто многу злобно, нешто од што се плашиме и не го познаваме. Имавме бурни 2 недели, едната беше со бојкотот на маркетите, другата беше смртта на Фросине и не знае зашо побрзо да проговориш, а не ми се говореше ни за едната, ни за другата работа, не од аспект што имам некаков мерак да ги бојкотирам јас маркетите, но од проста причина што народот му збоктиса. Иако можам да излезам и со некои други теории, но ќе се задржам уште една недела. А уствари, знаеш што, ја немам концепт направено некаков
што ќе говорам денеска, имам само една идеја и мисла, а и за ова, за смртта на Фросина. Знаете, Фросина сега е ура, а така беше и за Вања. Ура, болка, кубење коси. Кај е разрешницата, каде е општеството тука организирано, така и ова ќе помине, така и она ќе се смириме. Све што трае 3 дена максимум. Да, видите, никој тоа не го раководи, никој тоа не го прави, то ние самите го правиме. Верувајте ми, не е ова манипулација. Што е манипулација? Епа, манипулација е она зашто најмалку успеавме да се избориме изминативе 30 години. Имено, ни дојде еден стар чичко овдека, Џорџ, со многу милиарди долари, а века, ја сум милиардер, ќе ви помагам, море за све, има лепота да ве направам, само прифатете Охридски, прифатете територијална поделба, прифатете промена на име, промена на знаме, промена на Фиром у Киром, у Миром, прифатете новиот промени на Уставот, у Уставот да ги ставите бугарите, ма и сите оние што ве мрзеле да ги ставите у Устав, ама тие се противат на Македонија. Што? Абе, дај него тупи, идеме у Европа. Бате, сењакот бате, проседен. И така бевме третирани. Така ја бев третиран. Зошто се против? Зошто да го сменам? Бе, ја на проститутка што ја плаќам не можам да ја го сменам името, не па ќе го сменам. Да, уствари, знаеш, на проститутка, знаеш како ти вика? На ти $500, она ти вика, добро, викај ме како сакаш, и тоа трае 5 минути. После тоа она не менува ни идентитет, ни име, ни презиме, си останува тоа што си. Ние бевме бедер од проститутка. Зошто? Се она што го јадев бурек и зашто ме хейтавте, ме омаловажувавте, мене, децата, повици за силување на мојата сопруга, на мојата малолетна керка, за убиство на моите синови, испадна дека денеска сум бил во право. Чувство на триумф? Никакво. Јас сум во броени години, што се викаат. Веќе влегувам во старост. И мене некакви пертурбации на его трип не ми значат апсолутно ништо во животот. Не создадов пари, не создадов богатство, бидејќи не знаев рекет да правам. Но затоа многумина од вашите ценети, почитувани, културно-уметнички, политички работници за кои викате ал да им бе. Се снашле милионери, мултмилионери. Уште немаме милиардер, имаме милиардер, ама не се тука. Со малце почесна работа успеа тие. Ги цените, им се тресете. Ама он бил директор на пивара. Ја изградил, вложил свој пари. Не, го стави партијата на власт, ја даде на странска компанија, таа странска компанија го кешира него, го кешира партијата и кеширани и од Сорос, и од USAID, и они се фини културно-уметнички, општествено-политички работници, кои ние ги почитуваме и уште како викаме за лоповите овдека? Пазите, не тоа лопов, затоа што он сето тоа легално го направил. Па добро бе луѓе, окей. Такви луѓе мрсул нема да им фрлат во било која цивилизирана културна држава. Дали ви е конечно јасно магнитудата на промените кои се случува во светот? Дали ви е конечно јасно зошто оваа свиња дебела јадеше толку години бурек, па го исмејувавте и го омаловажувавте? Дека борбата за демократијата не е во Македонија, не е во Русија, не е во Кина, не е ни во Европа, во Америка. Секогаш прогресот бил во Америка, секогаш отпорот прв бил во Америка. Но вие и Америка ја перцепиравте исклучиво само преку една призма.
Сорос. Сорос е лош, Америка е лоша, лошо е и крај. Па не било така. Сега ви се отвараат полека очињата. Магнитудата на промените кои се случуваат во Соединетите Американски држави, а кои ќе ги почувствува во најпозитивна смисла целиот свет, се на рамниште, барем според мене, затоа што сум жив сведок, иако бев младо дете кое не го интересираше освен да трча по сукњи, затоа што и беа такви годините, затоа што и тоа се години за тоа кога се прави, кога падна Советскиот сојуз, кога падна Источниот блок, кога се сруши комунизмот, едно ослободување, едно дишење. Кај нас комунизмот падна со Анте Марковиќ. Не падна. Партијата тогаш беше безпомочна. Шо да правиме? Абе, пушти слободно. Оно што Анте Марковиќ го направи, тоа кинезите го направија после 20 години. Дали ви е јасно? 20, 15. Бевме прогрес, бевме мала Европска унија, бевме прогрес, се ослободувавме од комунизмот. Идевме кон пазарно, денеска не, па дојдоа цивили, мивили, ви дојдоа со кеширање, се бута, па види го Боки, па он е фин, па он е спонтан. Како некој пред некој таткото на Фросина отиде на Сител телевизија, таму кај Иван, и еден ми вика, леле, вистински новинар, стварно, нема друг новинар кај кој би можел подобро. Кој новинар? Кој му е тоа интервју што можел да го издржи 2 сата, да извади нешто спонтано од тој човек? Не дека Иван е лош новинар. Перцепцијата, кого фалите? Латас не ви чинеше? Кој ви чинеше? Борјан? Браво, бе! Абе, Боки 13 ви беше новинар, он интервјуа правеше, вие паѓавте у несвест. А кога некој ќе украдеше многу пари или изрекетираше, ако се снашол, така треба. Море деца воспитувавте така. И така беше, не само кај нас, така беше и во Америка. Но очигледно, за разлика од остатокот на светот, и кај нас, и во Америка, тивкото мнозинство му пукна филмот. Знаете, ВМРО доби затоа што почувствуваа дека ВМРО е она што е. Не е маша на Елон Маск, на Доналд Трамп, на Джордж Сорос, на Джеф Безос, на Крис, на Мис, на Путин, на овој, дека се они тоа што се. Некој вика, требале вакви да бидат, да, апсолутно, а кој е совршен? Но, споредени со онаа бескичменјачка, лопужана, перверзна, уште неќете да си ги отворите очи да погледнете што ви правеа 4 години за време на короната. Уште неќете да отворите очи што ништо не е направено изминатите 7 години. Тие што гласаа за ВМРО ДПМН, тие беа свеста. И они беа 6 месеци пред да се случи она во Америка, посвесни од што сите други. Кулминацијата допрва ќе доаѓа. Контраудари ќе има. Никој нека не се опушти и нека не влегува во некаква еуфорија дека готово демократите падна, кои демократи во суштина беа едно перверзно левичарско здружение кое финансираше ЛГБТ, трансродови и промена на пол кај децата, перверзиите да бидат легализирани, Ал-Каеда ја финансираше, ИСИС го финансираше. Не ми се правите будали дека не читате, не писмени сте до толку. Ако сте, thank you and fuck you. Ако читате, ако следите, не вести на Сител, Канал 5, Телма и што ти ја знам кој. Не. Вие ако читате, употребите тоа тиквата, ова помеѓу двете уши има нешто малце, некое зрнце. Употребете го. Размислујте како човек. Затоа што американците го употребија. Затоа што гласачите во Македонија лани пред скоро година дена го употребија и рекоа доста е. Доста е. Дали свативте вашиот Сенет, USAID? Знаете ли што беше
изјавата кога се укина USAID пред некој ден на еден од тие паразити, штакорот, стаорец на X, кој работеше за фондот за иновации, паразитче, кој никогаш ништо не направило, освен да јаде буреки, трици и да не речам некој по-гаден збор, на Твитер да ја брани власта, рече дека да не бил USAID, децата наши уште ќе какале врз чучавци. Прво, децата ваши уште се на чучавци, а тоа се оние на чучавци што се изналапаа пари и од државата, и од USAID. USAID имаше добри работи. Знаете, еве ќе ви кажам добар пример. Кај мене, пред едно 15 на години, Милчин, како директор на Отворено општество, Сорос, нормално, доаѓа како гостин и вика: ние добри проекти. Што бе добри проекти имате вие за Македонија освен еднострани? Како не? И ми извади една книга. Ја денеска имам таа книга. Во студио ми стои, не во ова студио. Но може би следниот пат да ви ја покажам. Отим ја покажав на гледачите. Книгата е олку дебела. Тоа е писмо на сведоштва за време на Првата светска војна, кои македонците ги испраќале до своите фамилии од сите страни кај се бореле. Се бореле за српска војска, се бореле за бугарска војска, се бореле за грчка војска. И добивав впечаток, види го Сорос, како се грижел за македонците, за македонизмот, за све. Ама тоа е една книга. Затоа 100.000 книги и стотици милиони се дадоа за УЧК, за песни за УЧК, за проекти кои се тотално антимакедонски, за пропаганда, за промена на името, на идентитетот, она што едва и во последен момент го спасивме. И на страна од се, камо да беше, ајде и за промени и за све, да направеа нешто, да направеа патишта, да направеа школи, да направеа нешто. Тоа тук и таму, на толку милиарди украдени, на толку милиарди зајмени за кои сме задолжени, на толку стотици милиони земени од USAID, земени од Сорос, земени од амбасади. Кај ви? Па верујте, вака, наслепо да ја пружам ракава, вака, да извадам еден пеземек од вас, било кој да го седнам и да му речам: ти раководиш од државата, еве ти 4 милиарди странски кредити, еве ти 400 милиони од USAID, еве ти 400 милиони од Сорос, еве ти уште 500 милиони од Европска Унија. Не можеш да утнеш, ќе направиш нешто. И затоа мене не ме чуди, а затоа овие хистеришат. Отворивме пат. Коце Трајановски не е прибран дома. Скоро година дена откако е поставен во Министерството за транспорт и врски. Отворил пат. Кога бе побрзо, лажат они, ние го направивме тоа. Ручкиот тупани сте направили. Ништо не направивте освен музиката и ручковите што ги налапавте. Не е мрдното. Ама друго пишува во проектните документации. Лажговци, манипулатори. И затоа борбата голема ќе биде. Нема да биде овие ќе мора да удрат со некоја контрареволуција. Овие ќе мора да направат нов атентат врз Доналд Трамп. Овие ќе мора да го омаловажат Елон Маск. Елон Маск е сега опасен не само за Америка. Опасен е за Европа. Што ако се промени власта? Што ако СДСМ и либералите, сите оние кои гласаат да дојдат, нели, странци, овие криминалци кои ги примат камо да се мигранти, бе, мигрант, знаеш ли што е? Човек гладен, жеден, беден, онеправдан, кој сака да отиде и да живее западно, сака да влезе, сака да работи, сака да стане светски човек, а не онаа стока што сере по улици, бе, што силува жени. Ама нив им треба, затоа што мислат дека на таков начин ќе бидат верно, радикално гласачко тело кое ќе ги плаши овие што се спротивно. И се што е спротивно е фашизам, се што е спротивно е десница радикална, како што сум и јас. Јас сум во белата книга на фашизмот, објавена од Сорос. Покој му на душа, на бившиот кој го ја објави таа книга. И денеска. Зошто? Оти јас бев за изградба на црква на плоштад. Распнете ме.
ги тепале, ги колеле студентите кои биле у протест, а јас сум направил контрапротест. Мислам, такви баљазгари, а си најдо, и јас сум наивен, јас сум наивна будала, а требаше да ќутам. Па не преќутав. Го јадев стапот, го јадев. Кај се тие? Што направивте со тоа? Груевски ја свитка опашката, но сега имаме поставка, каква што не сме имале до сега. Сега имаме поставка од политичари, од партија, од луѓе кои долго ќе траат. Еве само ќе ви кажам, Мицкоски и Николовски се двата најистурени играчи на оваа власт, Мицкоски како премиер, Николовски како министер за транспорт и врски. Ова што само од Министерството за транспорт и врски го има направено до сега е без преседан во последниве 10 години. Толку ќе ви кажам. Бидејќи проектите на претходната власт застанаа негде 2013-14, кога веќе почнаа, нели, Бајден го викна на дриблање, не, ќе промениш име, нема да јадеш бурек, ово, оно, ваму, таму и така натаму. И што мислите, како ќе заврши ово? Нема лесно. Нема лесно. Сега, за секоја ситница ќе ве прозиваат и ќе викате, види го каков бил Елон Маск. Ало бе, милиарди украдени откри. Ама што ми е, гајле мене за Америка? Па пола од тие пари се овде фрлени во Европа. Пола се фрлени во земјите кај што се вашите роднини. Уште кој знае колку се фрлени овде во Македонија преку USAID. Но не се опуштам. Зошто не се опуштам? Затоа што не ја подценувајте силата на Сорос. Сорос има акумулирано огромни средства. А ако не се лажам, а не се лажам ја, ќе се лажете вие, затоа што ја ве подсетувам. Ја неќам да ви изразувам сега цифри и бројки како што сте научени. Леле, види го Шока, растури овој аналитичаров. Не, јас сум аналот. А и тичарите вие треба да бидете. Затоа што ако сте тичари, вие ќе размислувате со своја глава и ќе делувате правилно, а не како ја ќе ви кажам. Само таков народ, такви поединци, само таква свесна средна класа прави промени, а не овие што им се припотресувате, види, фини, културни луѓе, па тоа е новинар, па тоа е една финоча и лепота. Сите тие организации кои со десетици години се инсталирани овдека треба да паднат. Да паднат, да пропаднат, да дојде нова генерација која ќе има малку образ, достоинство, која ќе има професионална свест што прави и за кого го прави тоа што го прави. Сорос не е срушен. Сорос дојде овде и после 2017 неколку пати на југ на Македонија и формираше, каде се формираше една невладина организација, која додека беше СДСМ на власт, донираше некои скутери за МВР. Не ви текне, ако бе, и не треба да ви текне. Затоа што на нарочо не му текне, плаќа најскап леп у цела Европа. Тоа е нарочо не му текнуе. На нарочо му текнуе, народ се буни, прави промени, наоѓа начини. Некој ќе ми рече, абе не е начин, не треба против маркети да се протестира. Кој го вика тоа? Господине Мајо, вие како економист, па апсолутно сте во право. Нема никаква грешка. А што мислите како обичниот сиромашниот човек ќе иде според вашата анализа да реагира у Трезорот на Народна банка на Македонија и у Министерството за економии и во Министерството за финансии, каде декретите 63-24 се донесени врз основа на клаузула. Другиари мои, многу едноставно. Америка има проблем затоа што многу пари се украдоа. И многу е јасно таму која е целта. Да престанат тие пари да се крадат, да се вратат во народот, во државата, бидејќи Америка е една држава која има 40% данок. 40% данок немаш ти успешна економија. И после се прашувате зошто сите фирми се во Кина? А зошто се во Кина? Зошто сите произведуваат во Кина? Рамен данок бе 10% на све. Thank you and fuck you. Па тоа треба да се направи во Америка. Но ние не ја следиме Кина,
Ние ја следиме Америка, како и поголемиот дел од светот. Затоа навивам ДОГЕ, Department of Government Efficiency, да успее тамо. Да овдека 100 министерства, 100 разноразни општини се укинат. Скопје колку градоначалници има? 10, 15, појма немам. Њујорк има 8,5 милиона жители. Колку градоначалници има? Еден градоначалник. Explain to me. Тоа е поделено од партиите на времето за контрола на власт. Една улица у центар, не, ова е центар, а ова е под градоначалникот. Ова е под градоначалник на општина Центар, ова е под градоначалник на град Скопје. Овој сега немал пари ова за ова, а овој ако асфалтира, ова не асфалтира. Катастрофа, мизерија. После се чудите зошто Скопје е вака мизерно направен. Одговорот не е кај партиите, кај вас е. Втора работа. ВМРО ДПМН не само што ќе победи на локални, ќе однесе победа. Затоа што овој позитивен ветар кој ќе дојде од Америка и за кој искрено се надавам ќе направи тектонски промени во онаа перверзна ултралевичарска радикална идеологија која денеска ја има Европа, поточно Германија и Франција, и ќе почнат малку да се менуваат работите на подобро, на понормално, на попазарно стопанство, која ќе донесе мир помеѓу Европа, Украина и Русија, каде што ќе се намалат тензиите со Кина, каде што Западот повторно ќе почне да биде знаменосец во прогресија, во производство на позитивни добри работи и така натаму, а не само Кина, бидејќи тоа се природни процеси. Американците се борат да не се уништат државата. Исто и ние. И затоа оваа власт не само што ќе дочекаме, ја не знам дали ќе дочекам, да речам мемуари од Мицкоски, но сум убеден дека може би децата ваши, затоа што оваа власт што многу долго ќе работи. Зошто? Посетата во Вашингтон, дали не навлегувам во детали, навлегувам во хистеријата на СДСМ, која се обидуваше да ве убеди дека тоа било лажно, дека тоа не чинело, дека тоа не значело ништо и така натаму. Самиот факт дека они толку многу дадоа простор, енергија да ве убедат дека тоа не е така, е токму наспротивното. Тоа е нивниот страф, они сега немаат потпора, USAID им паѓа. Иако, но мораат да докажат да се изборат колку толку за да преживеат. Ова е нивна борба за живот, не борба за власт. Нема власт кај нив више. Нема нормален човек, нормален човек од кај нив веќе не ги гласа. Затоа што апсолутно не гледа никаков бенефит од таа група на луѓе, апсолутно дегенерирана и неспособна за било какви економски реформи и позитива. Се што правеа на зајмени пари. Овие не се зајмија со пари од Светска банка, овие зајмија кредит кој ние можеме да го сањаме. Значи, тоа е обртен капитал кој директно иде во проекти кои многу брзо ќе генерираат развој на економијата. Овие не го направија тоа. Претходната власт живееше на сите инвестиции кои ВМРО ДПМН ги направи изминатите 10 години кога беше на власт. Некој ќе рече, тоа беше Груевски. Како бе? Груевски сам беше? Овие, таа власт на ВМРО ДПМН шо праја? Седеа дома, примаа плати и овој сам работеше. Не ме правите будала. Он си има својата заслуга, но партијата си има најголемата заслуга. Затоа што концептот, мајндсетот им е поинаков. Никој не е совршен, не се совршени на овие, но е во моментов најдоброто нешто. Ја не верував дека ќе ги видам дуи на дното. Не верував. Не верував дека USAID ќе падне. Не верував дека сега ќе излезат продуцентот на
1 na 1 od kade se lapale pari. Znaevme za od vladama, od ovoj, od onoj, za raznoraznije emisije. Nema problem. Super. I sve se to vaši ceneti novinari. Dodeka mojve kolegi krv pljuka da preživeat od mobbing, od pritisoci, od zakani i uceni, mojte kolegi koji preživeja, со кои сега соработувам, преживеа како што никој не можел да преживее. Затоа тоа го ценам. Затоа што знаат што е мака, затоа што знаат како се работи. Може ли да се продадат? Апсолутно дека можеле. Можев и ја, само не знам. Јас сум глуп да се продадам. Има луѓе со образ. Ја немам ни образ, немам ништо. Јас сум глуп, ја не знам да се шитнам, ја не знам да се продадам, ја не знам спонзор да земам, ја не знам да рекетирам. Ама јас сум за она што е добро, затоа што не размислувам само за мене, размислувам за моите деца, размислувам за внуци, размислувам за моите пријатели. И јас знам и чувствувам дека оваа власт ќе прави добро. Не заради идеологијата на камата и пиштолот врз Библијата, за организацијата и светите идеали. Немам време ја за тоа. Или за Александар, или за античката ни историја. Не, практичен живот. Затоа што кога ќе дојде, кога ќе се повеќе образуваат, кога се подобро ќе живеат и станат самостојни, тие луѓе, наши наследници, правнуци, ќе можат со чиста свест да размислуваат кои се, што се, да го зачуваат коренот, битот, македонски, православен и христијански. Оваа власт прави многу повеќе. Може би не со ваков свест, не со ваков концепт, но како колатерала, најдобрите, најхуманите работи ќе се случуваат спонтано, кога човекот ќе се почувствува дека е човек, дека не е партиски роб, дека не зависи од државата, дека не зависи од партијата, дека зависи само од Бог и од себе, дека неговите одлуки се негови и ќе преземе одговорност, а не да префрла. Тогаш ќе имаме и помалку сообраќајки и мртви, тогаш ќе имаме и понормални цени и во маркети, тогаш ќе имаме се понормално. Тогаш нормално ќе се живее. Живеам ненормално затоа што сум убеден дека утре моите идни генерации, вие, вашите идни генерации ќе живеат подобро. И еден ден можеби ќе се наврати некој за 100 години, ќе му дојде оваа снимка и ќе рече: "Еј, Бог да го прости дедо Јанко, види го, па не е зборал такви глупави работи, као што сега глупови изгледат. Ајде бе, затни се бе, пола сат, 5 минути треба да трае ова, а не 300 минути. На што личи ова бе? Подкаст треба да е ова. Чанг, ѓанг, 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 ѓанг. Не знам. Шут ми. Цивни ми го увото. Слушај вам.